Македонските физички и правни лица во 2018 биле осудени на вкупна глоба од 35 милиони евра од органите на извршната и правосудната власт кои имаат ингеренции да казнуваат според вкупната годишна евиденција пријавена од оние што санкционираат до Управата за јавни приходи. Точната пријавена бројка на изречена глоба во УЈП е 2 милијарди 95 милиони денари и се верува дека наплатата е речиси еднаква, бидејќи голем дел од износот на глоби, паушали и трошоци граѓаните ги плаќаат доброволно, а во многу помал случај наплатата е присилна. Во текот на минатата година обработени биле 120.038 вакви казни, а за 24.475 се подготвиле решенија за присилна наплата за вкупна сума од 392,5 милиони денари. Од УЈП велат дека работата на Центарот за наплата на глоби е се уште во развој и дека се уште не може да се воспостави најпрецизна евиденција и поврзување на казните со казнетите. Што граѓаните мислат за се поголемите и почести казни од страна на државата? Секогаш се високи, со мали плати. Тоа се превисоки. На 200 евра платошо, буџетот сочи се поне мора да има казни, али не, нека бидат реални. Високи се за сиромасите, за тие не се високи. Тие па и не плаќаат казни, што? Високи се, али ако сте високи, не греши. Пази се. Инаку споменатите 35 милиони евра казна се само дел од оние што граѓаните требало да ги платат по доброволна основа. Од нив најмногу се за Министерството за внатрешни работи 23,5 милиони денари, судовите 18,3 милиони денари, Царинската управа 11,3 милиони и Министерството за труд и социјална политика 8,8 милиони денари. Право да казнуваат имаат уште и Министерството за транспорт и врски, Министерството за животна средина, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, Министерството за економија и многу други.